Пендаровски контра Заев, шефот на државата смета дека за Бугарија треба да се говори во собранието. Тој имал информација дека владата го променила ставот, па одлучиле за проблемите со источниот сосед да се говори пред народните избраници. Од власта сега одбива собранинска дебата за Бугарија, што според Пендаровски не било исправно, вели тоа било нивна обврска да даваат отчет за сработеното пред собранието. Она што го знам како последна информација е дека најверојатно следната недела на Собранинската комисија за европски прашања или за надворешна политика, двајцата во оваа смисла надлежни министри, значи Димитров за евроинтеграција. Тоа го бараше представот Милошовски на комисијата. Бараше, меѓутоа мислам дека е донесена одлука во владата тоа да се случи. Нема причина зошто да не се случи, тоа е нивна практично и тековна обврска од време на време да го информираат законодавниот дом и пратениците. Останува непознато зашто се променил ставот на власта, кој претходно неколку пати имаше можна собранска дебата околу спорот со Бугарија, но повиците од опозицијата беа одбивани, иако поканети храброст да се појават пред народните избраници, не е собран ниту Димитров ниту Османи. По опозицијата дури се реши да го донесе вице-премиерот за евроинтеграција во собранието како макета, велејќи дека секако имал слика, но немал тон. За жал не бевме удостоени ниту со образложение на самата покана, иако ја доставивме навремено. Обезбедени се сите здравствени протоколи и се што треба, но очигледно нивното отсуство од собранието е нивна политичка одлука и покажување на непочитување кон собранискиот дом како представник на народот и граѓаните во Македонија. И доколку преговорите со Бугарија влезат во собранието, останува непознато дали граѓаните ќе дознаат нешто за истите, односно не се знае дали комисиската расправа ќе биде отворена или затворена за јавноста.